Почина новороденче во Велешката болница. Минатиот викенд се случил инцидентот на гинеколошкото одделение. Според неофицијални информации, детето било мртво извадено од родилката. 27 годишната мајка имала нормална бременост. Откако ги добила породилните болки, веднаш заминала во болница. Таму престојувала цели 3 дена. Во овој период била пратена и на гинеколошкото одделение во Скопје. Тамошните лекари ја вратиле во Велес со препорака детето да се извади со царски рез. Велешките лекари не го сториле тоа. Наместо хируршки зафат го примениле методот на провокација. После вториот обид почнало породувањето, но детето било мртво. Според информациите на Канал 21, тоа најверојатно се напило од плодовата вода. За случајот веднаш се заинтересирало и Министерството за здравство. Минатиот понеделник пристигнала комисија која проверувала дали се применувале сите медицински протоколи. За сега нема информација дали некој ќе сноси одговорност за смртта на новороденчето. Инаку ова било прво породување на несреќната мајка. Според изворите на Канал 21, детето тежело 2 килограми и 800 грама. Бременоста постојано ја следеле докторите. Скоро секоја недела жената посетувала матичен гинеколог. Градоначалникот денеска потврди организиран дочек на Нова година во Велес ќе има. Забавата за граѓаните ќе се одржи на делот од улицата Благој Ѓорев пред гимназијата, на истото место каде се одржуваше и питијадата. Општината има договор со сопствениците на кафулињата, кои заеднички ќе учествуваат во организирање на целата манифестација. Собствениците на кафулињата кои што исто така изразија желба да се направи таму дочек, и јас сум убеден дека таа локација ќе привлече голем број од нашите сограѓани кои што ќе бидат за време на дочекот на новата година во градот, да испаднат и барем за одредено време да се дружат сите заедно на отворен простор. 2013-та велешани ќе ја дочекаат со Чалгискиот оркестар и групата Тоа е тоа, составена од Мики Јовановски Џафер, Венко Серафимовски, Љупчо Трајковски Фис и уште неколкумина елитни музички бардови. Почнувајќи од 21:30 па се до 01:30 следниот ден, значи за Нова година, ќе имаме гости кои што ќе бидат застапени и како изведувачи на народна изворна музика, тоа е Челгискиот оркестар на Македонската радиотелевизија, и група која што ќе изведува забавна музика, тоа е групата која што е наречена Тоа е тоа. 2 дена ќе трае новогодишната еуфорија во Велес. Градоначалникот денеска ги повика сите граѓани кои сакаат јавно да го покажат својот талент од било која област да се пријават за настап на отворената сцена која ќе биде поставена на истата локација од 30 декември. 30 ќе имаме повика до сите наши сограѓани кои што сакаат да се промовираат, да се афирмираат на некој начин, да се пријават и да земат активно учество. Дали е тоа од областа на музиката, на поезијата, на драмската уметност, значи сите оние кои што сметаат дека треба да имаат што да покажат на сцената која што ќе биде поставена за новогодишната ноќ. Од локалната самоуправа денеска апелираат до граѓаните да ја чуваат опремата и новогодишните украси кои го разубавуваат градот. Вработените во Македонија пат подготвени го дочекаа првиот снег што вчера вечер падна во земјава. Сите регионални и магистрални патишта во Велешко се проводни. Екипите на подружница Велес уште во раните утрински часови излегле на терен и го исчистиле снегот од оние патни правци кои се специфични во зимски услови. Надлежните во Македонија пат велат дека се подготвени за снежните наноси. Сите пунктови се обезбедени со потребната механизација и луѓе. Подружницата располага со 830 тони сол и 1250 кубика ризла. Задоволни сме со набавката досега од материјали, сметаме дека се спремни и уште една новина е која Македонија пат успеа да се работи оваа година. Оваа година може да се пофалиме без помош од трети лица, дека сами си ја работат и ги чистиме патиштата. Тоа е квалитет. Од Македонија пат апелираат возачите задолжително да имаат зимска опрема, да внимаваат на патиштата и да се прилагодуваат на зимските услови. Возачите секако дека треба да се прилагодат на условите на патот. Значи, условите на патот, одвивањето на сообраќајот е во зимски услови, сите треба да возат со намалена брзина, со растојание да си држат, и мислам дека тоа не би требало да имаат проблем, меѓутоа и совете секако зимската опрема да им биде како што треба, бидејќи се уште има возачи кои што возат со
летни гуми, што е недозволено. Тоа вчера случи на автопатот пред градско. И од Центарот за управување со кризи велат дека сите патни правци кои гравитираат кон градот и селата се проводни. Велешката полиција расветли две тепачки кои се случиле минатиот месец. Во првата се тепале малолетници на возраст од 15 и 17 години. Повозрастниот го нападнал 15-годишникот на 24 минатиот месец во Младинскиот парк. Двајцата претходно имале кратка расправија за девојка. Помалиот ја навредувал девојката на 17-годишникот, па тој одлучил физички да се пресмета со него. Со тупаници почнал да го удира во лицето и му нанел тешки телесни повреди. Случајот бил пријавен во полиција. Двајцата малолетници се повикани на разговор, а против повозрастниот е поднесена пријава за сторено кривично дело тешка телесна повреда. Втората тепачка се случила меѓу возрастни велешани. Тројца со боксови расчистувале долгови. Двајца велешани на возраст од 47 и 27 години физички го нападнале 45-годишниот ЗВ. Го удирале со клоци и тупаници, од кои заработил скршеница на левата нога и носот. Тепачката се случила на 23 минатиот месец. Нападјачите заработија кривични пријави за нанесување тешка телесна повреда. Според билтенот на Велешката полиција, изминатиот период е расветлено уште едно кривично дело кое се случило минатиот месец. На гробиштата во црквата Свети Спас биле осквернавени 4 гробни парцели. 25-годишно момче првин турнал од 2 надгробни плочи, а веќе следниот ден од други 2 гроба ја откорнал металната ограда. Поради ова, полицијата му поднесе пријава за 4 кривични дела сквернавење на гроб. Мораме да се засилиме за да го поминеме бараш над преварот кој не чека на крајот на сезоната. Ова е ставот на раководството на фудбалскиот клуб Борец, откако полека станува јасно дека велешани ќе бидат први на целта во третата лига Јужен регион. Од Борец велат дека на полусезоната планираат да донесат неколкумина играчи кои се со поголем квалитет. На тој начин ќе се зголеми конкуренцијата во екипата, но и полесно ќе може да се помине баражот, кој секогаш е неблагодарно да се игра, затоа што е еден надпревар од кој зависи успехот на целото првенство. Секако дека планираме засилувања, секако дека планираме засилувања од ајде да речеме второлигашки или прволигашки квалитет, каде што стварно овој имаме бараж, ќе биде тешко и ќе мораме да бидеме доста појачани и да во тој бараж се игра само една утакмица, победиш, одиш втора лига, губиш, се враќаш повторно во трета лига Југ. Од Борец велат дека се многу задоволни од резултатите кои ги постигнале играчите во есенската полусезона. На 15 средби извојувани се 13 победи и 2 нерешени резултати. Екипата е без пораз, со гол разлика од 49 дадени и само 7 примени голови. Не верувавме дека ќе собериме такво бодовно салдо, затоа што располагавме со многу млади играчи кои за, ајде речи си, непол месец ги донесовме, ги регистриравме и презадоволен од оноа што го постигнавме. Стварно ги освоивме срцата на љубителите на фудбалот во градот. Влезот во втората лига не треба да биде конечниот дострел на Борец. Амбициозната управа има проект кој се вика Борец во Европа за 3 до 5 години.